Добар ден и од мене. Ќе се обидам да бидам што е можно покус за да можеме да уживаме, односно децата да почнат да уживаат во просториите кои што на еден начин беа иницијатори сами да се отворат. Иницијативата дојде токму од младите од општина Центар, што е само доказ за инклузивноста во процесите во кои што сакаме да го внесеме секој сегмент од општеството. Станува збор за еден од култните објекти во нашиот град, за Матично, кој што објект кој што 52 години беше нереновиран и еве сега можеме да го видиме во едно сосема поинакво и поубаво светло. Она што мене ме радува е што е ова доказ дека освен инклузивноста, иницијативата од младите, прифатената иницијатива, ова е доказ како со интеринституционална соработка можеме и од нешто што било руинирано да создадеме квалитет повеќе. Тука пред се мислам на соработката која што ја остварија владата на Република Северна Македонија и општина Центар со доделувањето на овој објект на трајно користење на општината, меѓутоа и со внесување на разни организации, донаторски помоши кои што беа дел од овој процес, како и индиректната помош која што градот Скопје ја дава на општина Центар, особено во реализација на програмите кога се младите луѓе во нашата држава во прашање. Горд сум што ваков прв младински центар излегува токму од срцето на Скопје, во општина Центар, и треба да биде репер, треба да биде пример за сите единици на локална самоуправа кои што ќе го следат. Ние пред неколку месеци имавме заедничка пресконференција на која што започна реновирањето на овој објект, сега го гледаме во сосема едно ново светло, што значи дека можеби не се потребни толку многу материјални средства, не е потребна толку многу ангажман на капацитети колку што е веројатно потреба на креативност во реализација на определени капацитети. Токму заради тоа младите треба да се дел од тој процес, затоа што нивната креација секогаш помага на нас кои што ги водиме институциите и нашите перспективи веројатно се поинакви. Градот Скопје, како што веќе кажав, и тоа како интензивно ги поддржува младите во нашиот град, ние неколкукратно повеќе од 4 пати досега ги имаме зголемено буџетските средства визави минатото, во кои што ги поддржуваме нашите млади скопјани од областа на спортот, од областа на културата, ги поддржуваме и добрите ученици со давање на стипендии. Тоа се политики кои што јас мислам дека се вистинските политики, бидејќи се влог во еднината. Дел од нашата работа е токму да мислиме на еднината, бидејќи токму овие деца кои што сега ја даваат оваа креација, за 10 години, 15 години од сега ќе бидат носители на општествениот живот. Да честитам на општина Центар, да честитам на владата, на Агенцијата за млади и спорт, да честитам пред се на изведниците од првиот скопски одред како иницијатори на оваа работа и општо на младинските организации кои што се тука, да ви посакам ова да е само еден почеток на реализација на вакви објекти и да со среќа да си го користите објектот. Благодарам.